Како што најавивме денеска, во месецот со најмалку денови во годината, месец февруари, посветен на лицата заболени со ретки болести, и токму на оваа тема, како што и најавивме, ќе разговараме со Гордана Лолеска, активист, човек кој што во Сдруженијето Живот со предизвици и претседател на Сдруженијето Ретко е да си редок. Здраво за Гордана. Здраво до Радио Бел, здраво до вашите слушатели, гледачи. Се надевам дека не гледаат и дека не слушаат. Сакам да се заблагодарам до вашиот медиум кој континуирано години ги следи сите настани кои што ги организираме за пациентите со ретки болести, но и е наш медиумски поддржувач. Повторно во кампања со цел да ја доближите, да ја запознаете по широката јавност дека постојат и вака ретки луѓе кои што имаат ретки болести. Што е целта на кампањата, еве, од вас да чуеме? Какви се ефектите од досегашното искуство со оглед на тоа што вие како Сдружение веќе 4 години со помош на медиумите ја спроведувате кампањата за важноста и почита на пациентите со ретки заболувања? Секако. Секоја година во февруари, во месецот на ретките болести, организираме различни активности со кои ја запознаваме јавноста за проблемите, предизвиците, но и за новините со кои се соочуваат овие пациенти, но и нивните семејства. Идејата за проектот ги запознаваме ретките болести кај мене, како носител на овој проект, се јави сосема случајно, сакајќи да направам нешто ново, кој истовремено ќе биде и од еден едукативен, но и од информативен карактер за ретките болести, да им ги доближиме, како што кажавте вие, на широката јавност, но во исто време и да ги потсетиме докторите кои што во текот на својата кариера можеби и не се сретнале со пациент со одредена ретка диагноза, а за која што се школувале во текот на студирањето. Пред 4 години овој проект го започнавме заедно со Супер Радио и со Живот со предизвици, кој првенствено беше замислен како да одат текстови на веб порталите со информативна содржина за поедина ретка болест. Меѓутоа, сакавме ентузијазмот уствари не направи не надгради. Ајде реком би ќе направиме и видеа и аудија за самите ретки диагнози, така да сакајќи нешто да почнеме со малку, завршивме со 28 диагнози сработени на македонски јазик, а после целата кампања ја надополнивме и со преводи на албански јазик. Исто така, благодарение на добрата соработка која што во Охрид ја имам со Вики клубот од Охрид, македонската Википедија стана побогата за 111 ретки диагнози, од кои некои се ултра ретки, за кои прв пат се пишува ќе најдете на Википедија, баш на македонски јазик, информации за таа ретка болест. Така да можам да ви кажам исто дека ако пред 2 години почнавме скромно, само со 2 стручни соработници, зборувам за медицински стручни соработници кои што работеа на проектов, годинава, 4-та сезона е побогата за 20 стручни соработници и од кои се доктори, еминентни личности, еминентни имиња од медицинската фила, од детската клиника, од клиниката за неврологија, клиниката за нефрологија, Охридската болница е Свети Размо за ортопедски коскини заболувања, како и општата болница во Охрид. За прв пат имаме ретка гинеколошка состојба, и клиниката за кардиоваскуларни заболувања во Охрид. Така да можам да кажам слободно дека нашиот тим на стручни соработници секоја година се повеќе и повеќе расте, и многу од докторите даваат позитивни критики за самава кампања. А годинава исто за прв пат е самава кампања како национална кампања поддржана од првата дама на Република Македонија, госпоѓа Елизабета Ѓурѓиевска. Така да честе да се работи на
национална кампања со вакви еминентни имиња. Ајде да влеземе во суштината на сето ова. Со кои проблеми и предизвици се соочуваат пациентите со ретки болести и нивните семејства? Особено ме интересира во ова време на пандемија, кога така речи оние лица болни од јас така би ги нарекла чести заболувања, тешко доаѓаат до здравствени услуги, како лицата со ретки болести се третирани во македонското здравство во ова време на пандемија? Што велат пациентите? Значи, сега ќе ви кажам, не само во време на пандемија, диагностицирањето на пациентите со ретки болести всушност е најгорчливиот проблем, бидејќи самото по себе ретко значи дека нешто не е доволно познато, нешто за кое не доволно се знае. Пациентите со непоставена диагноза лутаат по клиники пред самата диагноза да биде поставена или пред докторите да се посомневаат дека одредена диагноза која има самиот пациент има асоцира на некоја ретка болест. Но ризикот да се постави диагноза кај недиагностицираните пациенти е и премногу голем, бидејќи понекогаш може само да се направи огромна штета. Затоа, она што е препорачливо кај оваа група пациенти е генетско испитување со кое ќе се потврди или ќе се отфрли сомнежот за одредена диагноза и ќе се почне со некаков третман доколку има. Бидејќи по социјалните медиуми, ако забележувате, како здружение споделуваме кратки креативи со факти за ретките болести, еден од главен факт кој го споделуваме е дека само за 5% од пациентите со ретки болести на светско ниво има некаков лек. Не дека не се работи, не дека не се истражува, меѓутоа овие се истражувања исклучително скапи, одземаат години на клинички студии, им одземаат на генетичарите години пред да дојдат до одреден лек, како воопшто може да се каже, или до одреден третман кој само ќе ги ублажи симптомите, бидејќи до целосно излекување кај пациентите со ретки болести за жал не доаѓа. И повторно ќе ве прашам, имаат ли соодветен третман во Македонија, во македонското здравство, имаат ли еднаков пристап како и другите пациенти, лицата заболени со ретки болести? Па да ви кажам, годиниве со кампањите кои што ги работиме, со ова видливост која ја покреваме, пак ќе кажам благодарение и на вас медиумите, бидејќи ако не сте вие да ги објавувате нашите проблеми, само ќе талкавме. Сега се подобро препознаени, подобро третирани од пред години наназад и повеќе се обраќа внимание. Пак ќе кажам само на позитивните кампањи кои ги водиме годиниве наназад. Ќе се напратам и на прашањето кој ми го поставивте за време на пандемијата за диагностицирањето. Да малце ова е прашање највеќе до професионалците, меѓутоа на пресот кој го имавме во Охрид, баш професор Тасич се осврна на точно на ова прашање, дека во време на пандемија било кај нив како професионалце малку потешко за генетско, да речеме, испитување, бидејќи имат некои од материјалите, биолошките материјали кои се земаат од пациентите се испраќаат во странство. Ако се сеќавате во одреден период не работеа ни поштенските услуги. Така да во овие 2 години можам да кажам дека околу диагностицирањето се случува проблеми, ево да кажам тежина околу пренос на материјали, на биолошки материјали. Ја имаа таа среќа пациентите кои што примаат терапија да нема застој во терапијата, така да ја добиваа на време. За тоа немаше никаков проблем. Највеќе проблем кај пациентите со ретки болести при примање на терапија, односно доцење на некоја терапија, се случува кога ќе излезе тендер, па додека се објави тој тендер, па додека се
наведе стрикна бројка колку пациенти заболуваат од таа болест. Другиот проблем е што количината на лекови која се набавува е строго дефинирана според тие пациенти. Така да од една страна па има некои лекови кои се ефтини, а никој не се јавува на тој тендер од добавувачите. Така да премногу комплексни работи има кои што се случуваат кај оваа група на пациенти, за да можеме да ги исцрпиме во овие неколку 20 на минути кај што ќе разговараме. Ајде да говориме и во бројки. Колкав е бројот на различни болести дијагностицирани во светот, колкав е бројот на лица заболени со ретки болести во Македонија? Тие податоци верувам дека ги имате, за да направиме една споредба, бидејќи во секој случај секој човек е важен. И секој пациент треба да се третира. Да, и сечиво здравје всушност е важно. Така. На светско ниво заболуваат околу 350 милиони пациенти со ретки болести, а во Македонија, ќе ви ги кажам првин бројките од Министерство за здравство кои ги добив заклучно со декември 2021 година, дека во регистарот за ретки болести има регистрирано вкупно 652 лица со околу 70 различни диагнози, а за околу 225 од нив се обезбедуваат лекови преку програмата за ретки болести. Пациентите со ретки болести за кои има лекови се лекуваат преку програмата, која првпат е донесена во 2009 година, а само за двајца пациенти со иста болест, а последователно ова листа и овие пациенти се зголемуваат. За како што кажав, да дојдеме до според регистар 652 лица, меѓутоа она што како здружение и активисти нас не загрижува е дека ни пишуваат пациенти кои што не се регистрирани, кои ги нема се уште во регистар, а бројката стигнавме со предизвици здружението со околу 2000 пациенти со 200 различни диагнози. Значи ние само како ги имаме како ево да речеме наш интерен регистар што го водиме како здруженија, кои пациенти со какви диагнози се соочиле. Од оно што професор Таси чисто го кажа на самата пресконференција во Охрид, дека само кај него дека тој досега има регистрирано околу 300 различни ретки болести, што е застрашувачко голема бројка на различни ретки болести. Ако имаме предвид дека во светот постојат 8000, имаме различни ретки болести, а во Македонија имаме 300 најразлични, од кои има и некои ултра ретки кои што во светот се појавени, еве да речеме, кај 10 пациенти, а еден од нив е во Македонија. Значи стварно една жална ситуација. Не можам ништо друго да кажам. Јас верувам дека вие ќе продолжите да не информирате за ретките болести со единствена цел пошироката јавност да биде се повеќе вклучена и запознаена со, би рекла јас, проблематиката со која што се соочуваат лицата кои што се заболени со ретки болести и нивните семејства, како што рековте, најпрвен е дијагностицирањето, потоа терапијата која што најчесто ја набавуваат од странство. Ние во нашата програма радио што се гледа имаме во неколку наврати гости кои што сакале да разговараат на оваа тема. Дали стигмата е причина за недоволниот број регистрирани лица со ретки болести? Се случува ли тоа да бидат стигматизирани и да не сакаат да бидат вклучени во одредени здруженија или регистрирани во одредени институции заради тоа што не би сакале да бидат посочувани како луѓе? Да, точно, меѓутоа точно е тоа што го кажавте, да, многу се стигматизирани, ретки се тие. Јас што викам, знаеме само околу 10 сме пациенти со ретки болести или кои што имаме некој заболен во семејството од ретка болест, што зборуваме. Едните исти сме. Не секој сака да зборува за својата болест, не секој сака да биде видлив,
Не секој сака и да биде запишан во регистарот за ретки болести, мада јас секогаш ги охрабрувам да зборуваат, еве не мора јавно, нека зборуваат со некој од нас од здруженијата, нека се ги кажат маките, можеби ќе им биде полесно. Еве живот со предизвици веќе неколку години за овие пациенти, за нивните семејства обезбедува и бесплатна психолошка терапија. Плюс еве јас да кажам дека како еден активист за ретки болести кој потекнува од Охрид, благодарение на добриот слух кој го имав од господинот градоначалник доктор Кирил Пецаков, успеав да се изборам за стипендии за ученици, студенти, докторанти и магистранти со ретки болести. Така да ако бидеме сите повидливи, ако повеќе се здружиме заедно да се слуша нашиот глас, можеби и повеќе ќе се направи. Значи, јас како поединка, еве, успевам. Ама, еден ден, можеби, еве, ќе кажам, можеби јас ќе се уморам и ќе се повлечам од себе ова. Значи, некој мора да работи. Ако молчиме, не сме направиле тогаш ништо. Ништо не сме добиле. А то мора... знаете, мора своите проблеми да им ги... сите проблеми уствари со кои што се соочуваме да им ги предочиме на креаторите на политики, бидејќи моментално тие се најважни во донесување на закони, донесување еве прифаќање на одредени наши предлози, креирање на тие наши предлози заедно со нас, така да само можам да ги охрабрам да зборуваат и да се вклучуваат во групи за поддршка, да не пишуваат, да не се стигматизирани и да бидат запишани во регистарот за ретки болести, бидејќи тој регистар е, како да се изразам, таен, не знам дали ќе употребам правилен збор, бидејќи до него пристап има само докторот кој го води самиот пациент и Министерство за здравство. Така да колку, Гордана, сигурно во еден од текстовите кои што едукативните текстови кои што ни ги доставувате како медиум и кои што излегуваат во медиумите, прочитав дека за изјава од еден од докторите во кој што вели дека за 2 деца годишната терапија чинела 1.000.000 евра годишно. Односно за едно дете, 1.000.000 евра годишно за едно дете. Но буџетот во земјава за обезбедување терапија за пациенти со ретки болести и оваа година не е многу голем. Колку изнесува, колку вие сметате дека треба да биде буџетот за да може да се диагностицира, да се следат овие ретки болести, односно да им се помага на луѓето? Мислам дека колку што прочитав некаде дека беше буџетот 560 милиони денари. Што е тоа многу малку во случајов споредено сега со овој пример што го кажа. И намален, знам дека од лани за неколку милиони, не можам точно, извинете, само да се сетам бројката. Меѓутоа од некои разговори што ги имав со некои личности од Министерство за здравство се надеваме на ребаланс на буџетот и зголемување на средствата за лечење уствари на ретки болести. Тоа за буџетот сепак се одговорни креаторите, пак ќе кажам, на финансиската рамка на самиот буџет. Не ни можеме да се мешаме во тоа. Како и да е, јас ти благодарам за ова одвоено време од 25 минути. Се надевам дека дадовме свој придонес и можност луѓето да знаат дека и јавноста да биде запознаена дека постојат и други луѓе, ретки луѓе кои што заради болеста која што ја носат се и ретки и дека треба да го почитуваме секој еден во секој случај и да им помагаме оноку колку што е во можност да се помага. Јас ви посакувам да имате успешна кампања, бидејќи кампањата ќе трае до крајот на овој месец, рековне февруари е месецот на ретки болести и ви посакувам во континуитет да продолжите да ја запознавате општата популација со ретките диагнози кои што јас верувам дека ќе доведе до зголемување на свеста кај јавноста и кај институциите. За крај само би ве прашала како би била заокружена оваа национална кампања ги запознаваме ретките болести.
Благодарение на добрата соработка која што имам како работник во Македонска пошта, годината на 28 февруари излегува четвртата ретка поштенска марка посветена на децата заболени од ретката болест булозна епидермолиза. Со таа ретка диагноза всушност, која што вие ја имате во материјалите кои што ви ги испратив, дента ја објавуваме таа последна ретка диагноза за овој месец и ќе одиме со промоција на четвртата ретка поштенска марка, која што се вика деца со булозна епидермолиза. Секако ќе ви ја испратиме на мејл, многу убаво изгледа, ја имав таа чест да ја видам. А тоа се вика деца пеперутки, бидејќи нивната кожа е многу чувствителна и на светско ниво нивното лого оди со пеперутка, така да еве ќе издадам една мала тајна. Поштенската марка е со пеперутка, ама многу убаво изработена од дизајнерите. И верувам дека средствата од таа марка, ако се купува таа марка, дека ќе одат за лекување на децата со ретки болести. Па тоа ќе видиме, зависи се од Македонска пошта. Од нас ние секако здружение ќе направиме. Меѓутоа сепак се зависи од Македонска пошта, сепак и за похвалба е Македонска пошта која што се вклучува на еден ваков редок и уникатен начин. И таја да помогне при одбележувањето на месецот на ретки болести. Гордана, јас ви благодарам што бевте дел од програмата Радио што се гледа. Ние како медиум кој што се обидува да даде свој придонес во јавноста, особено кога станува збор за вакви кампањи, верувам дека ќе го дадеме својот придонес и ќе овозможиме јавноста да ја запознаеме со ретките болести, со луѓето кои што ги носат тие болести и со кои проблеми се соочуваат за да се подигне јавната свест. Благодарам уште еднаш што бевте учесник. Ова се разбира дека до крајот на месецот нема да биде единствено јавување. Верувам дека ќе се видиме и ќе се слушнеме повторно. Сепак, благодарам за денешното учество. Секако јас уште еднаш да се заблагодарам на вашиот медиум кој што ја поддржува кампањата. Се надевам дека ќе продолжите со објавувањето на текстови за ретките болести, оние кои што ви ги испративме, се со цел само да им ги доближиме на граѓаните. И еве еден апел, нацртајте дланка, обојте лице, сликајте се за поддршка на ретките болести. Благодарам. И вие како медиум. Така, благодарам. Тоа беше Гордана Лолеска од Здруженијето Ретко е да си редок.